Добро утро, драги гледачи. Ова е друго видео поред. Не знам кој поред е видео, каде што ќе зборуваме кој е виновен за Битолската чаршија, за старата Битолска чаршија. Затоа што сега состојбата во која што се наоѓа старата Битолска чаршија е премногу лоша. Значи, се извинувам. Имате и снимки кои што докажуваат за состојбата во која што се наоѓа и енурната чаршијата многу длабоко. Има само 30 40 можеби успешни приказни, сето другото е неуспешно или е скроз затворено или не се решени имотно-правни прашања или се издаваат. Кој е виновникот? Секоја недела и секој ден порано во чаршијата имаше разработени дуѓани кои што работеа до касни сати. Сега нема. И тие што се успешна приказна недела не го работат. Тоа е една причина. Друга причина е што не им се дава на дуѓанџиите права и пари и се и мотивација за да ги работат дуѓаните. Значи, ова што го гледаме овде е тажна приказна со многу тажен крај. Гледам во чаршијата старите дуѓани што беа се на забот на времето. Некои од дуѓанџиите сами фасадата си ја реновираат, а тоа треба општина Битола да издвои средства за изработка на фасадата на дуќаните, а не самите дуѓанџии да, иако е нивен, но како археолошки артефакт, како една целина и како староградска архитектура да се зачува, не е потребно многу, потребно е само боја. Друг момент што сакам да го издвојам за старата Битолска чаршија се плочките. Плочките се во ужасна состојба, лизгаат и зиме и лете. Значи се искршени и не може правилно да се оди по нив. Значи се изработени од неквалитетен материјал. Друго што сакам да кажам е тоа што самата империализација и самиот елитизам го промовира овие години беше за да се нурни чаршијата, да се нурни душата на Битола. Следното видео што ќе го изработам е за Безистенот, кој што беше првиот така наречен мол во историјата на цивилизацијата во светот. Значи, Безистен, значи како трговски центар, каде што може, затворен трговски центар, каде што може да се пазари. И тој е на запад на времето
и таму повеќе од половина од дуќаните се затворени и едноставно функционира на шкрги, диша на шкрги. Значи Битола полека, но сигурно умира. Умира заради тоа што Битола порано беше град по развој, сега тој развој е прекинат и одиме надолу. Кој е виновен? Многу добро знаете. Има многу моменти кои што сакам да ги кажам, да ги издвојам за овој град, но ова е само едно мало делче кое што ми ја копка душата однатре и сакав да го споделам ова со вас. Понатаму, доколку излезе прилика, ќе имам можност да зборувам и со дуѓанџиите, да го кажат нивното мислење, нивното искуство, како било и што било во минатото, а и сега. Здраво. И сакала да издвојам и повеќе моменти од Битола и доколку ми излезе шанса да зборувам со некои од старите дуќанџи кои што биле, да кажат како било порано, а како е сега во чаршијата. И кога се живеело подобро, кога имало повеќе, дали порано или сега. Имам да поставам премногу прашања во врска со Битолската чаршија и дали се планира да се мрдне со прст. Тоа е моето главно прашање до општина Битола и до владата на Република Македонија и до Министерството за култура на Република Македонија. Значи, упатувам апел да се одговорат на овие прашања. Прво прашање, зошто чаршијата е толку нурната? Второ, дали се планира да се смени инфраструктурата и архитектурата која што е уништена во старата Битолска чаршија? И дали дуќанџиите кои што се овде ќе добијат како некои субвенции кои што би ги мотивирале да продолжат понатаму и да се заживее овој дел од чаршијата. Тоа е од мојот дел, од тој дел што сакам да го издвојам. Гледам овде многу недостатоци, многу ѓубре во чаршијата. Комуналец не сака сакаде да чисти. Значи, ние, обичниот народ, го чистиме ѓубрето, кој што имаме малку од малку совест. Плаќаме за да си чистиме сами. Така доаѓа. Тоа е, драги гледачи. Се гледаме во следното видео. Следното видео ќе биде, доколку најдам некој од старите дуќанџи да проговорам за, ќе биде како втор дел Стара Битолска чаршија. Да кажат, да помуабетиме малку што било, како било, заради што овде помина моето детство и памтам дека било најдоброто нешто во Битола, старата Битолска чаршија.
имало повеќе дуќани, имало повеќе избор и за гардероба, и за храна, и за покуќнина. Сега остана само еден дуќан, каде што си пазарам од секогаш и само тој е. Толку, драги гледачи, не ви благодарам на вниманието. Се гледаме во второто видео, во вториот дел од ова видео. А во меѓувреме ќе биде темата во врска со убиствата во Македонија кои што се случуваат и дали наместо 15 години убиците треба да завршат во затвор доживотно. Таа тема ќе разглобиме по други видеа. Сега ви благодарам многу на вниманието уште еднаш. Па се гледаме во следното видео. Бидете ми поздравени.